Сите физички лица кои оствариле дополнителен приход покрај плати и пензии задолжително до 15 март треба да поднесат годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи. Сите граѓани до крајот на оваа година мора да се регистрираат на системот е-персонален данок за УЈП во следната година да може самата да ги пополнува даночните пријави на граѓаните. Кога оваа промена ќе стапи во сила, граѓаните ќе може само да ги коригираат пријавите доколку има потреба. Тоа значи дека предстојниот 15 март е последен кога граѓаните сами на шалтерите на УЈП треба да го пријават данокот. Од следната година нема да се доставуваат пријави и извештаи во управата. Овие промени ги збунија граѓаните, зашто тие реагираа преку социјалните мрежи. Сепак оние кои денеска ги поднесуваа пријавите велат дека целата процедура им била објаснета од службениците. Дали ја поднесовте вашата годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи? Да, поднесов. Дали ви беше јасна процедурата за поднесувањето? Беше јасна, читав во вестник. Да, беше супер, ми објасни јасно. Претходно имавте забуни или? Па не, се што имав ми објасни, јас се прашав. Задоволна сум од услугата. Многу убаво, луѓето љубазни ми помогнаа, ми објасни водно се како треба и за 5 минути заврши цела работа. Многу сум задоволен. Годишната даночна пријава може да се преземе од веб страницата на УЈП и да се поднесе во даночните шалтери на подрачните единици на УЈП, преку пошта или електронски. Досега се поднесени над 32.000 електронски пресметки, за кои целосно се генерирани налози за околу 18.000. Од УЈП апелираат граѓаните да побрзаат со поднесувањето на пријавите за да се избегне гужвата од минатите години, кога најголемиот број граѓани пријавите ги доставуваа во последните неколку денови од рокот.